Zdravo, Evelin, zdravo. 14 години като директор чекам да подобря. Сега се радвам, че само заради това съм. Даром, имате прекрасен фестивал, Милена Малеша от Пейта, да се кашува. Съм първоначално и продължаваме да развиваме и двете, още от двете страни на Малешевието. Да. Тук и с нас беше много ще ви запозная с Балтийската посланичка България. Министър господин Теренски, почитуван директора Николовски, почитувани представници на заедничкиот секретаријат, представници от делегацията на Европската унија во Скопје, градоначалници на општините Струмјани и Берово, представници на медиумите, почитувани гости, драги пријатели. Ми представува посебна чест и задоволство да ве поздравам во име на Царинската управа и да ви се заблагодарам за присуството на овој настан, организиран по повод одбележувањето на почетокот на проектот воспоставување на нов граничен премин Струмјани-Берово, така наречен Клепало, помеѓу Бугарија и Северна Македонија. Почнуваме со активности за обновување на објектите кои беа изградени уште во раните 90-ти години од минатиот век. На голямо удоволствие на македонското и гръцкото население, а особено на местното население от Беровския регион, започваме с активностите за обнавяне на обектите, които бяха построени още в ранните 90-ти години на миналия век. Идеята за нов граничен премин ќе стане реалност, благодарение на поддршката на Европската унија преку овој стратешки проект кој е финансиран од програмата за прекогранична соработка помеѓу соседните земји. Идеята за нов граничен пункт ще стане факт благодарение на подкрепата на Европейския съюз чрез този стратегически проект, който е финансиран от програмата за трансгранично сътрудничество между двете съседни държави. Благодаря на сите. Почитувам господин Николовски, мој драг пријателе. Почитувам градоначалник на Берово Звонко Пекески. Почитувам градоначалник на Струмјани господин Милијев. Почитувам господин Елви Сави, програмски менеджер на делегацијата на Европската унија за ИПА програма. Почитувам господин Тони Акимовски, директор на заедничкиот секретаријат за програмата за прекогранична соработка со Република Бугарија. Почитувана господја Слаѓана Дамјановска, помошник директор на секторот за меѓугранична соработка и интеграција, проекти и стратешко планирање по царината. Почитувани гости, почитувани присутни, ми представува особена чест и задоволство што денеска сум тука на одбележувањето на почетокот на проектот воспоставување на нов граничен премин Струмјани-Берово, наречен Клепало помеѓу Република Македонија и Република Бугарија. Уважаеми гости, уважаеми присъстващи, за мен е особена чест, че днес съм част от честването на началото на проекта, създаване на нов граничен пункт Струмјани-Берово, наречен Клепало между Бугарија и Македонија. Изминаа речиси 3 децении од подпишувањето на договорот со Бугарија, со кој овој премин веќе одамна требаше да биде изграден и функционален. Но за жал поради низа околности, граничниот премин остана само проект на хартија. Изминаха почти 3 десетилетия от подписването на договора с България, с които този пункт отдавна трябваше да бъде построен и да функционира. Но за съжаление, поради редица обстоятелства, граничният пункт остана само проект на хартија. Во изминатите години залудно беа подпишани неколку меморандуми и декларации за соработка помеѓу двете земји за комплетна изградба на граничниот премин. Освен изведената делумна инфраструктура и еден објект кој речиси веќе е руиниран,
новиот граничен премин остана само пуста желба. През изминалите години няколко подписани меморандума и декларация за сътрудничество между двете страни за цялостно изграждане на граничния пункт бяха напразни. Освен частична инфраструктура и една сграда, която е почти разрушена, новият граничен пункт си оставяше просто желание. Денес, после сите околности во изминатите години, верувам дека Клепало конечно ќе стане реалност како резултат на проектот кој е финансиран преку ИПА програмата за меѓугранична соработка со Република Бугарија. Днес, след всички обстоятелства през изминалите години, вярвам, че Клепало най-после ще стане реалност в резултат на проекта, който се финансира чрез програмата ИПП за трансгранично сътрудничество с Република България. Купниот износ на целиот проект изнесува 11 милиони евро. Европската унија преку ИПА програмата ќе учествува со 85%, односно ќе го поддржи проектот со 7,7 милиони евро. 15% е национално кофинансирање од двете земји во износ од 1,3 милиони евро и собствено доброволно кофинансирање на проектот во висина од 2 милиони евро. Общата стойност на проекта е 11 милиона евро. Европейският съюз, чрез програмата ИПП за трансгранично сътрудничество, ще участва с 85 на 100, т.е. ще подкрепи проекта с 7,7 милиони евро. 15 на 100 е националното съфинансиране от двете страни в размер 1,3 милиони евро и собствено доброволно съфинансиране на проекта от 2 милиони евро. Програмата игра клучна улога во агендата WP6 Connectivity, а делумно и на водечката иницијатива за безбедност и миграција, со поставување на основите за полесно и побрзо движење на граѓаните, бизнисите и главните градови меѓу земјите во Западен Балкан и Европската унија преку изградба на нов граничен премин на границата со Бугарија и Македонија. Програмата играе ключова роля в програмата WP6 за свързаност и участие в водещата инициатива за сигурност и миграция, което полага основите за по-лесно и по-бързо движение на граждани, предприятия и столици между Западните Балкани и Европейския съюз, чрез изграждането на новия граничен пункт на границата България и Македония. Понатаму, програмата одговара на еден од најголемите територијални предизвици што создава значителни пречки за мобилност и поврзување, недостатокот на недоволно гранични контролни пунктови за справување со зголемен сообраќај на луѓе и стоки меѓу двете земји. Бидејќи ова е важно за процесот на проширување на Европската унија и бара меѓуинституционална координација и учество, како и големо финансирање, програмските тела дадоа програмско решение да биде во форма на стратешки проект со цел попрецизно да се поврзе програмската поддршка со бараниот ефект. Освен това, програмата отговаря на едно от най-големите териториални предизвикателства, което създава значителни бариери пред мобилността и свързаността. Липсата на достатъчно гранични контролно-пропускателни пунктове за справяне с увеличения трафик на хора и стоки между двете страни. Тъй като това е важно за процеса на разширяване на Европейския съюз и изисква голяма междуинституционална координация и участие, както и голямо финансиране, програмните органи са дали разрешението на програмата да бъде под формата на стратегически проект, за да може по-точно, свързан с програмата, поддръжка с необходимен ефект. Несомнено е дека отварањето на граничниот премин Клепало ќе има значителна корист за регионалната поврзаност, ќе ја подобри и олесни комуникацијата помеѓу двете земји и ќе овозможи директен пристап до автопатот Струма во Бугарија, кој е важен дел од трансевропската транспортна мрежа. Користењето на овој граничен пункт, освен што ќе заштеди време, ќе значи и олеснување на сообраќајот на луѓе и стоки меѓу двете земји. Клепало ќе создаде услови за економски развој на Берово, за целиот Малешевски крај кој ги поседува сите потенцијали за развој на туризмот, а верувам дека исто така ќе влијае и во намалувањето на трендот на иселување на овој регион. Използването на този граничен пункт не само, че ще спести време, но ще улесни движението на хора и стоки между двете страни. Клепало ще създаде условия за икономическото развитие на Берово, за целия регион на Малешево, който има всички възможности за развитие на туризма и вярвам, че всичко това ще повлияе на намаляването на тенденцията на емиграция на този регион. Почитувани присутни, ова е само уште еден проект од ИПА програмата, која се финансира од Европската унија во насока на заеднување на добрососедските односи
прекуграничната соработка, од кој најголем бенефит се очекува да имаат граѓаните. Уважаеми господа, това е поредният проект на програмата ИПП за трансгранично сътрудничество, която се финансира от Европейския съюз в посока укрепване на добросъседските отношения и трансграничното сътрудничество, от което се очаква най-голяма полза за гражданите. Убеден сум дека овој пат Клепало ќе стане реалност и во ноември 29 година, кога и рокот за израдба на проектот, подигната ќе биде рампата на новиот граничен премиер. Благодарам. Почитувам министър за локална самоуправа, господин Перински. Уважаеми министър за местно самоуправление, господин министър Перински. Почитувани представници от заедничкиот секретаријат за спроведување на програмата Интерак ИПА за Република Бугарија. Уважаеми представители от съвместния секретариат за изпълнение на програмата Интерак за България. Почитувани представници от делегацијата на Европската унија во Скопје. Уважаеми представители на делегацията на Европейския съюз в Скопие. Почитувани градоначалници на општините Берово и Струмјани. Уважаеми кметове на общините Берово и Струмјани. Почитувани колеги и гости. Уважаеми колеги и гости. Чест и задоволство ми е да ве поздравам и заедно на овој настан да го означиме започнувањето на стратешкиот проект за воспоставување на нов граничен премин Струмјани-Берово, проект познат како Клепало, помеѓу Република Северна Македонија и Република Бугарија. За мен е чест и удоволствие да ви поздравя и заедно на това събитие да отбележим началото на стратегическия проект за създаване на нов граничен пункт Струмјани-Берово, известен като Клепало, между Република Северна Македонија и Република Бугарија. Проектот се реализира со поддршка на фондовите на Европската унија преку средства од програмата за прекугранична соработка Интерек ИПА меѓу Република Северна Македонија и Република Бугарија. Проектът се реализира с подкрепата на фондовете на Европейския съюз чрез средствата от програмата за трансгранично сътрудничество и Интерек ИПА между Република Северна Македонија и Република Бугарија. Овој проект го нарекуваме стратешки и можам да кажам дека е стратешки во вистинска смисла на зборот и значењето и тоа од повеќе аспекти. Ние наричаме този проект стратегически и мога да кажа, че стратегически е в истинския смисъл на думата и това в няколко аспекта. Пред се во рамки на прекуграничната програма Интерек со Република Бугарија, изградбата на овој премин преку регионалните консултации одржани во 2019 година, реконструкција и изградба на овој премин беше идентификувана како стратешки проект по форма и содржина и е дел од не помалку важните активности кои паралелно ќе се реализираат од страна на Бугарија во рамки на програмата. На първо място в рамките на трансграничната програма Интерек с Република България изграждането на този гранично контролен пропускателен пункт чрез регионалните консултации, проведени през 2019 година, реконструкцията или изграждането на този граничен контролно-пропускателен пункт бе идентифицирана като стратегически проект по отношение на форма и съдържание и е част от не по-малко важните дейности, които ще се реализират паралелно в България в рамките на програмата. За Царинската управа, како институција надежна за одржување и управување со граничните премини, се поставени високо на агендата како цел, како дел од нашиот стратешки приоритет за подобрување на инфраструктурните капацитети. За митническата администрация като институция, отговорна за поддръжката и управлението на граничните пунктове, дейностите по реконструкцията, изграждането и модернизацията на граничните пунктове са поставени на първо място в дневния ред, като част от стратегическия ни приоритет за подобряване на инфраструктурния капацитет. Нашиот стратешки приоритет за улеснување на трговијата е насочен кон создавање на услови на подобра конкурентност на македонските компании на европскиот пазар, поврзување и улеснување на протокот на стоки и патници, унапредување на постапките и секако вид на поддршка на легалната трговија. Како најважно стратешко значење на овој проект истакнам дека е во насока и усогласеност со стратешките определби на владата на Република Македонија за приближување кон Европската унија и продолжување на интегративниот процес на нашата држава кон Европската унија. Тука, на овој настан, за прв пат официјално го потврдуваме почетокот на конкретните активности кои се произлезени и од реалните локални потреби и очекувања за заекнување на економското поврзување во овој регион, особено на општините Берово и Струмјани, како и на општините кои гравитираат кон овој потек, потреби кои постојат повеќе децении.
Преку заложбите и интензивната работа од двете страни, особено во последниот период, како и поддршката од Европската Унија, овој проект најпосле ќе заживее, што е од огромно значење подобрување на протокот на стоки помеѓу нашата држава и Европската Унија, но и на задоволство на локалното население од двете страни на границата. Не случајно, проектот е во контекст на една од целите на Интерек програмата, а која се нарекува Поврзана Европа преку зајакнување на мобилност. Особено сакам да ги поздравам заложбите на Министерството за локална самоуправа, заедничкиот секретаријат за спроведување на оваа програма и нашиот водечки партнер на проектот, регионалната управа на Благоевград, заложби кои ќе резултираат со реконструкција на постојните објекти за граничниот премин на македонската страна и изграден премин и пристапен пат на бугарската страна. Отворањето на преминот Клепало на крајот на овој повеќегодишен проект ќе значи остварување на заедничка мисија с големен проток на луѓе и стоки, полесната трговија, интензивирање на економските текови и поголема безбедност и сигурност на границите и пограничниот регион, а сето тоа се одвива во соработка со колегите од бугарската страна и националните институции кои учествуваат во постапките кои се одвиваат на граница. За крај, можем да кажем дека Царинската управа е силно посветена на реализацијата на овој проект, преку тимот кој неуморно и професионално ги исполнува барањата на проектот и проектните активности за достигнување на очекуваните резултати, но и ве уверувам во нашата посветеност и во иднина, бидејќи Царинската управа ќе работи на одржливоста на оваа инвестиција, која ќе стане дел од сите гранични премини на државата, со кои не само што управуваме, туку и работиме на нивна постојана модернизација и автоматизација по највисоки европски и светски стандарди. Почитуван министер, Уважаеми министър, почитуван директор на Заринска управа, уважаеми директор на Митническото почитувани управление, градоначалници на общините Струмјани, уважаеми кметове на общините Струмјани и Белово, драги гости, почитувани колеги и пријатели. уважаеми Дозволете ми гости, во името на програмата Интерек 6А ИПА за прекогранична соработка меѓу Бугарија и Северна Македонија, како и во име на управлачкиот орган Министерството за регионален развој и јавни работи на Република Бугарија, да ве поздравам и да ви се заблагодарам за вашето присуство на днешниот настан и за почетокот на активностите по проектот, по нашиот стратешки проект. уважаеми гости, искам да ви се благодаря за че сте тук, за началото на този стратегически проект. Денес сме собрани овде за да го одбележиме почетокот на активностите на еден проект кој не е само градежна иницијатива, Днес сме се събрали тук, за да отбележим началото на един проект, който не е само строителна инициатива. туку истински символ на заедништво, напредок и просперитет. Ставање на нов граничен премин Струмјани Берово или Клепало по наше Проектът за създаване на нов гранично-пропускателен пункт Струмјани Берово представува важен чекор во заеднувањето на прекограничната соработка помеѓу двете соседни земји. Овој граничен премин нема да биде само гола инвестиција на Европската Унија од 11 милиона и 127 000 евра, Този проект е важна крачка към засилването на междуграничната сработка за сътрудничество между двете страни, или само физичка врска меѓу двата региона, туку ќе биде и врата кон поблиска економска, културна и социјална соработка која ќе ги поврзува двата народа. и само физическо сътрудничество, а това ще бъде една врата, която ще свързва не само граничните пунктове, а и двата народа. Како представник на програмата и на управлачкиот орган сакам да изразам голема, односно огромна благодарност Като представител на програмата искам да изразя огромно удоволствие до сите партнери кои работат досега до всички партньори, които работят до сега и од сега на реализација на овој стратешки проект за нашата и от сега за реализация на този стратегически проект. Ваквите проекти представуваат одраз на нашата заедничка визија за одржлив и интегриран регионален развој. Този проект е отражение на нашата обща визия за регионален развой. А ние како програма и Министерство за регионален развој и јавни работи, како управлачки орган на програмата, стоиме за секоја иницијатива која носи придобивки за граѓаните и заедниците во нашиот. А ние като институция на областната администрация, която стои за този проект, даваме подкрепата за всички нататъчни развития. Самата програма Интер е создадена со цел да поттикнува
прекогранична соработка и да ја поддржува интеграцијата на регионите преку конкретни проекти. Самата програма Интерект е развита с цел да подкрепя тези проекти, кои носат долгорочни придобивки които дават дългорочни придобивки. и доказ за сето тоа е близу 179 проекти во минатото кои се И доказателство за всичко това са близо 175 проекти от миналото, 179. 179, които са Секако стратешкиот проект кој е поврзан со приоритетот 2 посврзана Европа, и разбира се стратегическият проект, който е свързан с проект 2, како и сите нови проекти кои както и проследат. всички нови проекти. Изградбата на новиот граничен премин Стругани Берово е одличен пример за оваа цел, овозможувајќи поголема мобилност Постройването на този граничен пропускателен пункт Стругани Берово е доказателство за това, поголемата мобилност на луѓето и стоките од самиот регион, за како и по-голяма широко, мобилност на хора и на стоки през този регион, заекнување на економиите и подобрување на инфраструктурата од двете страни на за границата. подобряване на инфраструктурата от двете страни на границата. Со оваа иницијатива С тази инициатива поставуваме темели за иднината, поставяме базата на бъдещето, иднина, сите бъдеще, се надеваме на поблиска соработка и заеднички успех. в която се надяваме за по-интензивирано сътрудничество и за по-голям успех. И верувам дека овој проект ќе биде пример за успешност на нашите заеднички напори и за важноста на нашата континуирана посветеност за регионален развој. Вярвам, че този проект ще бъде доказателство за нашите общи напори, за по-добре сътрудничество и по-добър регионален развой. На крај, сакам само да ги охрабрам Како за сите крај? присутни кои учествуваат во имплементирањето на овој стратешки проект, во лицето Искам на да дадем кураж на всички участващи в тази програма, во лицето на партнерите по проектот, областна администрација Благоевград како водечки и Царинска управа како проектен партнер, на община Благоевград на и областна администрација. на областната администрация на община Благоевград и на митническата администрация. И ви порачам дека само преку заедничка работа и посветеност можеме да ги постигнеме целите кои ги имаме поставено пред. И да изпратя посланието, че само с обща работа може да осъществим целите, които сме си поставили пред нас. Ви благодарам на вниманието и на поддршката и нека овој проект биде успешен и нека донесе некои големи придобивки за граѓаните од овој регион и од двете држави. Благодаря за вниманието и надяваме се, че този проект ще донесе много добри неща за двете страни.